почитувани медиуми, Собранието минатата недела ги изгласа измените и дополнувањата на Законот за земјоделско земјиште. Со измените овозможуваме изградба на објекти за промоција на земјоделски производи и објекти за спортско-рекреативни активности. Ова реформа директно ќе влијае врз големување на инвестициите во руралниот туризам, главно преку искористување на средствата од ИПАР програмата. Ова значи дека уште на наредните огласи за закуп на земјоделско земјиште, сите кои сакаат да отворат угостителски објекти и ресторани за промоција ќе можат да конкурираат за добивање на земјиштето под закуп и да отворат објекти во угостителство и за спортско-рекреативни активности. При изменување и дополнувањето на Законот за земјоделско земјиште, мислевме и на оние кои имаат челни семејства. Го решаваме и долгогодишниот проблем на пчеларите. Со носењето на најновите законски измени даваме можност да и одгледувачите на пчелите да добиват државно земјоделско земјиште со намена за поставување на пчелните семејства. Со ова мерка се создаваат основни услови за поинтензивен развој на оваа многу значајна земјоделска активност. Ги ослободуваме малите земјоделци од плаќање на младите земјоделци од плаќање на закупнината. Лицата до 40 години кои ќе добијат државно земјоделско земјиште ќе бидат ослободени од плаќање на закупнина во првите 3 години од склучување на договорот за закуп. Со ова се стимулираат младите во државата да се занимаваат со земјоделство, создаваме поволни услови за поголема вклученост на младите во земјоделство, можност за започнување на сопствен бизнис во агросекторот. Сега, и земјоделците кои веќе имаат добиено површини до 3 хектари, ќе имат право на учество на оглас и проширување на својот земјишен фонд до 10 хектари. Со измените и дополнувањето овозможуваме еднаков третман на сите кои сакаат да закупат државно земјоделско земјиште, а ја исправаме и неправдата која беше направена во минатото кон земјоделците кои имаат закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари. На овој начин помагаме да се укрупнуваат парцелите, производството на земјоделските култури да се зголемува и со тоа домашното земјоделство го правиме порентабилно, а земјоделците поконкурентни. По прв пат овозможуваме и измена на бизнис планот во ситуации кога неговата реализација е неизвестна затоа што закупецот не бил воведен во владение, но не по негова вина. Исто така со измената се овозможуваат и промена на земјоделска култура. Закупецот со претходна согласност на Министерството може да изврши и промена на начинот на користење на земјоделско земјиште, односно земјоделска култура, која предмет на договорот на промената не треба да влијае на времетрајањето на договорот за закуп и на планираните финансиски инвестиции и вработување во земјоделското земјиште кое било дадено под закуп. Со овој пакет на измени донесовме многу развојни мерки, нови политики и решавање на проблемите во интерес на земјоделците. Како Министерство ќе продолжиме со креирање на мерки и политики преку кои ќе се подобрат условите за зголемено производство и зголемување на обработливите површини. Целта е раст и развој на домашниот агросектор. Благодарам.